Почитувани, добар ден и повторно сте со ново издание на Црвена линија и се разбира нова актуелна тема. Домакинствата кои трошат големи количества на електрична енергија, согласно најавите за воведување на нов тарифен модел, ќе треба да одвојат најверојатно многу поголема финансиска сума за покривање на своите месечни сметки. Така да денешната тема за која што ќе проговориме исклучиво со вас на 02307-667 е следна. Со воведувањето на блок тарифи на потрошувачка на струја, дали субвенционирани за инвертер клими се всушност казнети? Дали субвенциите ќе им излезат низ нос? Тоа е она што ве прашува Црвена линија, а секако нема да заборавиме и на самиот почеток, а веќе и ја гледате на екраните и анкетата која што редовно ја објавуваме на Инстаграм, а денес гласи вака: дали сте корисник на владини субвенции? Треба да одговорите со да или не. Се разбира резултатите како и секогаш ќе ги соопштиме по рекламите. А на самиот почеток одиме со прилогот кој што го подготви нашата колешка Ирена Чачкова токму по оваа тема. Повисоки сметки за струја да плаќаат оние домакинства кои трошат над 420 киловат-часови електрична енергија и тоа во така наречената скапа тарифа. Ова е само еден од предлозите од новиот тарифник, со кој ќе се мери потрошувачката, кој ќе важи од јули. Предлогот е да има 4 блока, а на оние кои ќе трошат повеќе да им се фактурира повеќе. Но колку плюс ќе ги чини ќе се знае кога ќе се донесе новата цена на струјата, која се очекува да се зголеми. Пресметките покажуваат дека со сегашните цени, оние кои би трошеле над 420 киловати и би влегле во трет блок, би добиле за 6% повисока сметка, додека оние од првиот и вториот блок би имале дури и до 13% пониски фактури. Експертите пак со бројни забелешки велат освен што не е правичен, нема да ги реши проблемите од повисоки цени, но и дека станува збор за стар тарифник кој се употребувал пред повеќе од 40 години. Од РК уверуваат дека со тарифникот ќе се заштитат граѓаните од поскапување, дека во текот на следната недела ќе се соопшти колку зголемување побарале енергетските компании кои веќе ги доставиле пресметките до нив. Се предлага раздвојување на сметките за електрична енергија и мрежните услуги како што е на слободниот пазар, но и да се воведе нокна и ефтина тарифа кај корисниците на индустријска струја и за уличното осветлување. А на самиот старт на ова денешно издание на Црвена линија, во кое говориме и со вас, а и со денешниот гостин за воведувањето на блок тарифите на потрошувачка на струја. Чест и задоволство ми е да го најавам нашиот денешен гостин, а тоа е професорот Константин Димитров, кој воедно и основач на Центарот на енергетска ефикасност на Македонија. Веќе го имаме на Вибер конексија. Пред се благодарам што прифативте да бидете дел од ова издание на Црвена линија и мислам дека сте вистинската личност со која што ќе проговориме на оваа тема. Благодарам за покана. Дека и добро се слушаме. Епа вака, како го коментирате тоа што Регулаторната комисија за енергетика посочи дека домаќинствата најверојатно ќе бидат поделени во 4 блокови во зависност од потрошувачката на енергија, а се уште факт е се чека цената на струјата? Па, јас уште на тој состанокот кажав дека ова е како да ставаш фластерче на една голема рана, затоа што реагираме, правиме некакви тарифи за да обезбедиме некакво олеснување во плаќање на трошоците за електрична енергија, а не го лекуваме радикално болката, раната, што немаме сопствено производство на електрична енергија. Со ова е оправдано, бидејќи првата категорија веројатно ќе обезбеди една група на граѓани да има нешто пониска, помало покачување на цената на електричната енергија. Така се има многу недоречени работи, има доста работи кои што веројатно ќе се испеглат во меѓувреме и од кој ќе почне да се употребува, дури тогаш ќе се појават и конкретни проблеми кои што ќе мора да се решават, велиме, во од. Имаме и забелешки за таа работа и прашања, затоа што
пред половина час добивме презентацијата што ја спремиле од тимот задолжен за подготовка на овој правилник. Она што мене не ми беше јасно е дека имаше две толкувања, дека ноќната тарифа веројатно ќе биде со повисока цена споредено со денешните услови, бидејќи денес скапата тарифа дневна и ноќна односот е 50% е поевтина. Но сега се предлага, барем така разбравме, дека ќе биде односот 1,3 кон 1 или за 50% се поскапува ноќната тарифа. И доколку не се смени воопшто цената да остане иста, а не знаеме оваа цена што е денеска, дали ќе биде носечка како прва, во втората група, во третата, во првата, може да кажеме дека дури со оваа денешна цена ќе се поскапи електричната енергија, бидејќи за 50% се поскапува потрошената електрична енергија во ноќна тарифа. Така вели овој правилник. Во секој случај се зависи што ќе биде репер за определување. Дали која тарифа. Сега само зборуваме за некакви можности, предвидувања, кој ќе се каже репере цена во втора категорија или во трета, под нејзе нагоре ќе расте или ќе паѓа за некој процент, можеме реално да зборуваме. Сега зборуваме само за можности кои што ќе предизвикаат недоразбирања. И сега се поставува прашањето дали сите субвенционирани за инвертер климе се всушност казнати. Дали субвенциите, ние имаме и таква тема во црвена линија, буквално ќе ми излезат низ нос. Цело време ние што сме во секторот, што го промовираме за енергетска ефикасност, велиме дека тоа е во согласно со стратегијата за енергетика, со законот за енергетска ефикасност, да потрошиш 1 киловат час електрична енергија, а да добиеш дома 3 киловат часови топлинска енергија. Значи, дури тие мерки беа поддржани и од градот Скопје, бидејќи се доделија средства граѓаните да купат така наречени комерцијално инвертори, ние ги нарекуваме топлински пумпи, тој им е задачата. И сега што се случува? Може би, затоа што они се откажале да се греат на дрво, да користат било пелети, било дрвени цепаници, се откажале за да има во градот почиста атмосфера, да биде помалку емисија на штетни отровни материи, сега ќе треба да платат можеби нешто повеќе или колку повеќе, никој не кажува. Само велат ќе биде помалку за 5%, ама не кажува тоа помалку 5% може да е 10% повеќе од денес. За некоја предпоставена цена вели, доколку има поскапување, вие во оваа група ќе имате 5%. Што ми вреди мене 5% смалување ако се качи цената 30%? Така, за крај многу ни е важно, ваш личен совет до сите нас, како до пониски сметки или едноставно да почнеме да се молиме за ладно лето и топла зима? Секогаш предлагам мерките за енергетска ефикасност е најголемиот енергетски ресурс на Македонија. Секој домаќинство што ќе направи помалку да троши енергија, да вложи пари во осветление, во грејење, во ладење, во работа на ладилникот, во градување, тогаш обложува за иднина, бидејќи веќе нема да мора да плаќа зголемена потрошувачка на енергија, било да е тоа електрична енергија, било да е природен газ или течно гориво, бидејќи ќе има смалена потрошувачка и во следните години нема вложување, еднаш кога се инвестира. Мерки за... А сега, во кус временски период, едино што може државата да направи, да додели
субвенции за итно вградување на сончеви колектори за производство на електрична енергија на сите домови. На тој начин да се покрие потрошувачката на топлинските пумпи, да се смали трошокот за електрична енергија во секое домаќинство и во исто време, на таков начин, да се смали притисокот врз Македонија да мора да увезува електрична енергија со собствено производство во домаќинствата. Со това и се штити животната средина, се штити домашниот буџет, а се анимираат, тоест исто така се вклучува и домашниот капитал во помош собствен на градот и на државата. Ова е единствено брзо што може да се направи. А друго е молбите што велите да имаме студено лето и топла зима. Ама тоа не зависи веќе од нас, нели? Така, имаме и климатски промени. Професоре Димитров, благодарам што прифативте уште еднаш да бидете дел од Црвена линија. Топло ви препорачувам, еве, каде да сте да го догледате ова издание и секако да слушнеме што ќе кажат гледачите кои што со нетрпение ги очекуваме да се вклучат во ова денешно издание. Секој добро, останете со нас. А што се однесува до вас, знаете 02-307-6677. Па еве да го слушнеме вашето мислење, што мислите за воведувањето на новите блок тарифи на потрошувачка на струја и дали еве и самите сте оние кои што сте субвенционирани и дали сметате воопшто дека оние кои што беа субвенционирани за инвертор клими ќе бидат всушност оваа зима казнати со високи суми на сметките за струја. Добар ден за првиот гледач во Црвена линија. Да, добар ден. Секој добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав до вас. Плаќате ли високи сметки за струја, еве? Искрено да ви кажам, јас сум двајца во еден стан, али сметките се високи за струја, да се разбереме. Тоа никој не може да каже дека не се сметките високи, али јас сум за овие тарифи кои ги постави, јас секи трибината ја слушав на професорите и Димитров таму беше на таа трибина, сите имаат заеднички став да на некој начин на сите оние граѓани каде што треба да му се помогне, со субвенции, а на некој начин она што го кажа Димитров професорот дека треба инвертори на куќите, точно е, ама тоа може и на зградите да се прави, не само на куќите. Тоа е еден добар потек. Македонија треба да размислува малце во поширокиот систем на својато снабдување со електрична енергија. Не само државата да снабдува, туку и самите ние треба потек да даваме, да ги замолиме државата да ни даде услови за да можеме да се на некој начин ослободиме од ова голема струја која што ја везуваме. Затоа јас би ги поздравил и владата и сите кои работат на тие инвертори, да поткитно тие инвертори престанат да се вградат на самите куќи, самите згради, панели кои што ќе носат струја. И благодарам многу. Ви благодариме и ние што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Ве очекуваме се разбира на 02-307-6677. Еве да ни раскажете вашата приказна, не да Боже, сага врзана за сметки за струја. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, дали се слушаме Црвена линија? Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте со мене преку слушалка, подобро ќе се слушнеме секако и еве уште еднаш велам добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, одлично ве слушам, повелете. Добро. Ја баш се најавив, ама го сакам да го изслушам професорот, никако не може да овие блок тарифи вака. Јас ќе ти кажам, прошлиот пат тој што ми ја мери струјата улазот, ја од зграда живе. Така? Ај бил на одмор, па да речеме за март, за април га напишал истата тарифа, па ми рече ефтина немаш више, а за скапа имаш уште. И се како ние обичните граѓани ќе разбереме што можеме, кај се прекорачиле, што не можеме, да дежураме доле на сатот, да гледаме што, како. Ме разбирате што сакам да кажам? Јасно, така. Да не прекорачиме, зашто ако прекорачиме, да речеме 1 киловат, не знам како се мерат,
Одма ќе добиеш дупла цена, 1000 појќе. Разбирате? Ние нешто треба да имаме некој аларм, као порано што беше нели црвена и зелена, ефтина на скапа или такви некој. Мора да имаме нешто што дома да треба не да исклуча струјата, разбирате? Јасно Нешто да се треба. води евиденција. А знаеш кај ми е паметот? Паметот ми е за компании, за фирми, еркодишани, палети. Зато тамо не, а обичниот граѓанин сметката и мора да ја плати, иначе ќе му исклучат. Затоа добро треба да се размисли, да не па да испадне, знаеш. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија и го кажавте своето мислење и секако ќе подсетам 90 секунди за секој гледач и веднаш преминуваме на новиот. Добар ден од црвена линија. Добар ден. Убаво ве слушам. Значи, јас сум да се инвестира во сончева овако, во колектор. Во колектор. Например, нека дава овај државата, нека дава субвенции за колектори на куки, повеќе на јајде индивидуални домувања, да ги речам, или згради било, али индивидуалните домувања претежно треба кај нив да се инвестира во тие, за да имаме струја повеќе. Меѓутоа, граѓаните, домовите, ја мислам дека доста штедат. Али затоа што другиве, еве како што беа тие криптовалути, значи толку струја се украде, ја не видев никого да казнат и да мора да си плати тоа што го потрошил, затоа што тој потрошил туја струја, значи зел повеќе, се збогатил, нека зима, нека прави, нека плати 100% повеќе. Значи ова не може вака да биде за секого струјата иста, затоа што гледаме што све се прави и некаков начин се прави и никој ништо не презема мерки. Имаше овие да се во Министерство за економија луѓе што дадоа таму да им се плати, не знам сега на неколку групи колку беа, да им понудат овие пари, нели, за таа потрошена, не знам, 600-800 и колку. Значи, од тие луѓе ни пола нема добиено. Зашто владата вака манипулира и игра со народот? Ценим и тоа што се вклучивте во црвена линија, продолжете да не гледате. Време е да го слушнеме мислењето на нашиот нов гледач. Драго ми е, ви има во голем број. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте секој, добро, па еве. Како се снаоѓате со сметките за струја и како... Се снаоѓам, некако ги плаќам, меѓутоа тешко. Па вака се, прво да бидеме реални, дека ниедна година не сме добиле у задње време пониска цена за услугите на ЕВН. Меѓутоа се од година во година е поќе, но оваа година стварно не да не препати, него ептен, значи, ќе бидат зголемени цените, стварно не ќе можеме да ги плаќаме, ќе биде тешко. Овдека ќе речеме едно изнаоѓање да биде ова во групи, партии, да речеме до 210. Меѓутоа, тоа 210 е за оној кој има само една сијалица и еден телевизор. Тоа е многу малце. По мене треба да биде најмалце 310 киловати најниската, да речеме група, па да биде неколку 600 втората, а оние кои што имаат, значи сакаат да трошат полуксузон, значи до 6.000, над 6.000 кои што одат, тогаш за нив нека биде колку сакат, затоа што тој кога има веќе пари да троши толку многу, значи за него тоа не е битно која е цената и колку ќе биде струјата. Али за ова сиромашти, ја ми се чини дека сепак владата, државата, сите овие кои ја креираат политиката на цените, тие треба малце повеќе да обрнат внимание за сиромаштијата, затоа што сепак поарно е да може да плати со... Внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако и вам благодарам. Одиме веднаш со новиот гледач. Добар ден од црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Да, се слушаме. Да, одлично ве слушам. Повелете. Вака добро го исклуша професорот. Да се надеваме дека нема да дојдеме до ситуација која ќе биде уште потешка и да немаме електрична енергија. Значи, најскапо е тоа што го нема. А во другото, за овие инвестери што се земени на кредит, што се плаќани, што велите дали ќе излезат на нос,
треба да се вклопиме тамо во колку што можеме да платиме, толку да трошиме. За една година струјата сведоци сме дека отиде од 40 евра по гигабајт, не 250 па и 300 евра, што тоа не зависи од нас. Во таква ситуација нема што да правиме, како што реков, да пробаме да се вклопиме во потрошувачката, да се вклопиме колку што можеме да платиме, толку да трошиме. Не знаеме што ќе биде. Може би ќе дојде утре да биде уште поскапа струјата, а во иднина ќе мора да се преориентираме на овие фотоволтаични панели, ако не секој бар 10%, 15% населението да си произведува струја за себе и ќе има и вишок нешто ќе оди во мрежата. Дали сте еве корисник на владени субвенции? Тоа не е анкетното прашање. Дали сум корисник? Да. Не сум корисник. Така. Благодарам секако и вам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Како што реков, има во голем број и затоа веднаш одиме со следниот гледач. Добар ден и вам од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам. Јас сакам да кажам за струјата. Јас ја плаќам во сметки и со введувањето на парно грејењето, убаво е парно, после електрична, овие што се електрични блокои и на струја се грејам. Добро, си водите ли евиденција еве колку трошите струја во своето домаќинство? Да, водам евиденција. Водам да не потрошам многу, например економија, да не потрошам многу. Па еве може ли да ни откриете колку трошите? Околу бойлер, околу греалици, околу се имам. Јас се имам. Имате високи сметки за струја до сега? Да, имам високи по 5.000, 3 пати ми даде, 3 пати по 5.000, сега 2.700 платиш. Ги платиш струите. А еве може ли да ни откриете на струјата, субвенции не земам никакви субвенции. Така. Земам социјално и пензија. А на што се греете? Колку што разбрав, парно грејење или пак? Парно грејење сакам, тоа е, јас да ви кажам лежев в болница и такво парно има ја таму, толку ме бендиса што не знам, нешто многу и топло и убаво и се задоволен од тоа. Така, благодарам што се вклучивте во Црвена линија и еве, ако имаме гледаш, веднаш ќе преминам на вас. Се знае патот до Црвена линија 023076677. Еве ќе имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Да, и вам исто, и на сите гледачи. Ви сакала да ве прашам, што ќе се случи со оние граѓани кои се слепи, кои мора да се греат на електрична енергија? Јас ја чувам мојата мајка и веќе кога одам на работа, нормално она мора да се грее на електрична енергија. Што ќе се случи? Еве, една грејна сезона оваа година мене ме кошта 700 евра. Значи, овие 6-7 месеци јас имам дадено 700 евра за електрична енергија. Дали сте корисник на инвертер клима? Не сум корисник на инвертер клима, затоа што треба климата да ја купиш, па после тоа да ја дадеш. Јас немам средства во кеш да ја купам климата. Имате парно на струја или како? Да, не парно на струја, имам термопечка која ја уклучувам исклучително само после 10 часот са бајле до 7 сат. Колку е, толку е. Добро, еве, како го коментирате ова поделбата на блокови? Но, еве, ве прашувам, вам и сите што слушаат, како ќе бидат решени, например, слепи лица кои мора на електрична енергија да бидат вклучени. И тоа исклучително еве на термо, исклучително на ефтина струја и тоа. Така, благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија и ве слушате со што се соочуваат гледачите кои што се јавуваат, па еве може да ни откриете и вие како нареден гледач или може би да дадете идеја и одговор и решенија
како до поевтини сметки за електрична струја. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден од Црвена линија. Се слушаме? Да, се слушаме, јас ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, секој е добро. Благодарам и вам. Што се однесува до прашањето, нема да изгубат тие со инвертори, затоа што ќе ги користат за ладење во секој случај, тоа е многу добра инвестиција. Меѓутоа во сегашна тие се наменети за згради кај што нема парно и приватни објекти. Во секој случај ќе биде добро и тоа се правеше заради екологијата. Меѓутоа во ваква криза веќе екологијата малце ќе зажмуриме. Дури ни рек Витола таму ја се форсира, ТЕЦ Неготино работи со мазут и така натаму, тоа со загадувањето е контрапродуктивно. Меѓутоа мора да се преживее. Инаку што се однесува до тарифите, мислам дека се во ред затоа што 70% од потрошувачите според анализата се во тој опсег кој што е околу 420 киловати и основата е кажано дека скапата струја е меродавна за тоа. Никој бар јас не слушнав досега, освен професор што слушнал, дека наводно и ноќната струја ќе биде зголемена. Ме разбирате? Така. Заврши времето? Не имате уште 10 секунди. Добро, друго гледам ја касни. Да ви кажам, нека се прашаат тие како мене повозрастни што праева 30 години во инвестирањето во енергетскиот систем. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Дискусијата на оваа тема продолжуваме со Твитер заедницата. Секако на она со воведување на блок тарифи многу се коментираше и на Твитер, па еве што издвоивме ние со цел да видиме како еве коментираше, прв ќе го прочитаме Радо Шишарката, бидејќи на него има еден соодветен коментар. Значи, Радо Шишарката вели: си лежам така, не спијам. Но затоа Олош му реплицира: со скупава струја вакви ќе легнуваме сите. А Смаќо вели вака: генерално сиромашните трошат повеќе струја по квадрат. Но на што е најважно дека ние имаме гледач, времето е за вас, па Вилам веднаш добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Сакам да кажам неколку збора. Слободно, повелете. Овие што работи треба малку да поведе рачун за сите. Точно е дека на сиромасите треба да им се помогне. Меѓутоа, колку мина и вие нагласивте и професорот вложија во топлински помпи. Конкретно јас 10.000 евра зедов кредит за да поставам такво грејање. А пензионер сум, заборчен домушен. Дрва немам сега и што ќе правам. Значи треба да мисла дека треба да се да субвенции за самите да се произведуваме до некаде струја. Не вака предопотезно ќе направи хаос. Мислам дека многу малку се размислува трезвено и паметно. Добро е сето што се мисли за бедните луѓе, но да се мисли убаво, а не брзопотезно во 2 дена сето ова да се реши. Имаше време и има уште време да се донесе нешто. И ова по мене е и противуставно. Не може да се делиме ние како луѓе едни вака, други така. Конкретно сите што мораме да се грееме на електрична, да плаќаме појќе, ние сме исти граѓани по устав и по закон. Уставот не вика така. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Ново добар ден за новиот гледач. Добар ден. Секој добро. Витола на телефон. Еве да ве слушам како вие се справувате со сметките за струја. Дали ви стигаат високи сметки? Па стига, да ви кажам право, ама јас сум еден од корисниците на сувенцираните инвертер клими и се осеќам многу казнета. Ние имаме 250 квадрати куќа, живееме 2 семејства со синот и не знаеме како би излегле на крај со овие блок тарифи. Мене ми е лично многу смешно. Ќе ни излезат низнос, сигурно. Зимата допрва ќе ги покажи, зависе и преку сметките.
но ме интересира овие што се греат на дрва. Ако ние сме казнети, тој треба државата да воведи казни за тие што го загадуваат воздухот што се греат на дрва. Кога веќе го полниме буџетот и полниме джеповите на државата, нека размисли малку државата и за тие што се греат на дрва, на пелети, на 300 чуда. Имаме и парно. Размислувате и ве да смените начинот на грејење? Како? Размислувате ли да направите сега нова промена во однос на тоа каква енергија ќе користите за грејење? Да, секако дека ќе направам промена. Ќе видам што ќе ми се исплати повеќе. Пробавме пелети, со години се греевме со дрва, еве го инвертерот го имаме, сме презадоволни, но се чувствуваме изиграни, да ви кажам право, од државата, затоа што сметките ќе бидат астрономски. Значи, стварно не можеме да издржиме финансиски, како народ, зборувам. Ние сме во добри фирми, ајде, да речем, немаме проблем. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и еве со големиот број на гледачи кои што се вклучуваат, гледате, слушаме за најразлични искуства. А да видиме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и Црвена линија. Сакав да се уклучам со еден мој коментар. Слободно. Мислам се чудам некои работи што коментираме, затоа што нашето ние према државата го исполнуваме. Ние плаќаме даноци, плаќаме ДДВ, плаќаме све што треба, по шалтери, по канцеларии, кај одиме, секде кај што треба да се плати, плаќаме. И сме одбрале влада која треба да води државата и тие од владата треба да мислат за нас, за народот. А не ние да мислиме како да обстанеме од први до први. Мислам дека е стварно мизерија од страна на владата да остава народот да се снаоѓа сам како умее и знае и умее свеќе. Дури се сомневам дека веќе ќе бидеме и мирни со оваа скапотија, со овие проблеми што ќе настанат, со ценовните шокови. Мислам дека ќе има огромен пораст на криминалот, ќе мора со пушки да дежураме пред куќиве да се одбраниме од наезда на оние што не ќе можат да се снагат. Мислам дека е стварно страшна работа ова што се случува. Јас сум корисник на корисник. Требаше да бидам корисник на субвенцијата по 6 денари за струјата. Добив решенја, меѓутоа се уште не сум искористил ништо од тоа, инаку трошам околу 350 киловати месечно, се греам на дрва и ќе се вратим изгледа во првобитното општество ако вака продолжиме. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Дали имаме нов гледач? Велам добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, вие сте во Црвена линија. Се јавувам во врска со блок тарифите што се воведени од страна од владата. Така, како ги коментирате, еве? Видете, од една страна, едно 4-члено семејство троши за интернет и за телефон околу 100 еври, и за кабловски има такви случаи. Што не е толку неопходна струјата, е неопходна. Меѓутоа, мене ме интересира овие блок тарифи што ги воведува владата, дали се испробани од некоја друга земја. Значи, дали овие блок тарифи се земени од пример од некоја друга земја, поразвиена од нас, и дали таму се покажале како успешни. До сега нема такви резултати, не е регистрирано такво нешто. Еве како, вие си водите ли евиденција колку трошите, на што се греете, може би сте од оние што се субвенционирани за инвертер клими? Не сум субвенциониран, моментално се греам на дрва, значи од кога знам за себе на дрва се греам и мислам дека тоа е најисплатливо за греење, кога дојде зимскиот период. Меѓутоа, ви кажувам, пребарував и на интернет, баш ме заинтересира ова со блок тарифите и не видов никаде објаснување дали ќе се подобри или нема да се подобри, зашто да не испадне дека како тоа неработен ден во недела, па сега каша попара се створи. Така.
Благодарам што искористивте можноста да се вклучите во црвена линија и вашите 90 секунди. Јас ќе побарам да покажам еден коментар од Твитер, бидејќи Марк Грик Спутник истото се прашува како и претходниот гледач. Вели, него уште чекам да видам кај тоа во модерниот свет скалесто се плаќа струја. Дај примери. И веќе слушаме што ќе ни открие нашиот нов гледач. Добар ден од црвена линија. Добар ден. Јас убаво ве слушам, повелете. Ала, благодарам. Една работа, јас не можам да се начудам поштено да кажам. Струјата не е скапа, бе како скапа. Струјата е најевтина. Од струјата поевтина сега нема енергија никоја. Значи, најевтина што може да биде во светот цел. И во цел свет е ефтина, никаде не е скапа. Значи, најевтина струјата е во Македонија и во светот. Во Македонија е поевтина него во светот. Сега имаме ние алтернативи, имаме да си платиш панели на зимата, ќе платиш. Како се гриете вие? Вие какви решенија за своето домаќинство направите? Не се греем јас. Ја немам отоплување ништо, никако. Не се топлам. Кој че е студено се привикнувам на студо, кој че е топло се привикнувам на топло и готово. Како живеат животните во шума? И ние сме животни. И ние треба да се привикнуваме према климата. Зошто да трошам јас дрва? Ама веќе ако троши дрва некој, та господјата што кажа ти треба да се казнат тие што трошат дрва. Зошто да се казнат? Не треба да се казнат, само треба да му се забрани зелено дрво да клај. Ако е зелено дрво, тоа загадува. Ако е суво дрво, чапта од суво дрво не загадува. Таа дека кажува приказни на мали деца, не нас. Сега, ова е последен збор. Значи, струјата е многу ефтина. Ете, завршницата е дека според овој гледач струјата е многу ефтина. Јас сега ќе прочитам и коментар од Дипси, кој што веќе на 1 јуни има коментар во однос на тоа какви се цените на Малта. Најверојатно таму престојувала, па еве ако може да го покажеме овој коментар. Значи, на Малта е 1,34 евра, месечна кошничка за двајца е некаде околу 300 евра со средства за хигиена и алкохол, сметки струја и вода околу 50 евра. Освен овоше и зеленчук, мислам, се е поевтино. Во Скопје трошев многу повеќе и тоа пред покачувањето на цените. Ете, на Малта сметки струја и вода 50 евра. Ајде да слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Здраво. Секој добро, црвена линија. Па види вака, само ваква луда држава, овакви луди работи се случуваат. Значи, каде што држава вода криминалци, десперадоси и апаши, кои за жал ние сами ги гласаме и ги носиме на власт со благослов на калето на Америка, само овдека може да се случуваат вакви луди работи. Значи, тока да се сега као прво прашај пола народ дали имаат појма у тие калкулации што ги направиле, дека дали знаат нешто или не. Ништо не разбираат луѓето. Апсолутно ништо. Така да народот ова што го пречутува, бише не треба да го пречутува, треба да направи малку гунгула, гужва, проблем да им направи на овие, затоа што државата ја изедоа, ја испија до крај. И сега ќе ми калкулираат со приватна фирма за струја колку ќе земе. Приватна фирма треба, ако не ја бива, ајде марш да се нема. Ој си од тука. Како така? Ја ќе ја стимулирам како држава, од мене, од даночен обврзник, ќе има пари да го плаќам австриецом, да речем, или кој да е таму газ. Значи, ова е луда држава. И ги запркна луѓето што си купиха овие климатизери и чуда, иначе подитно да ги казниме треба, подитно, а не да се почоперат од нека по телевизија они нешто решавале. Поздрав, пријатно. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден.
Па, мора да признам, долго не реков да се намали тонот на ТВ приемникот. Се надевам дека се слушаме добро. Црвена линија. Имаме уште еднаш добар ден од Црвена линија. Дали се слушаме? Добро, штом не се слушаме, сега е време да ве одмора малку со реклами, па се враќаме со резултатите од анкетата. Повторно сте со Црвена линија и веднаш одиме со вклучување на следен гледач. Ајде, ќе слушнеме како се коментира новото воведување на блок тарифи на потрошувачка на струја. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, поздрав до вас и до голем поздрав и редакцијата. до вас. Па мислам дека воведувањето на блок за користење на електричната енергија, мислам дека е добро затоа што се стимулираат они кои трошат помалку да платат помалку, а оние кои трошат повеќе да платат повеќе. Сигурно дека трошат повеќе оние кои имаат да платат повеќе. Инаку ја би коментирал нешто во врска со оваа тема. Мислам дека оние кои се греје на инвертер клими, а не на дрва, односно на дрва, мислам дека беа во предност затоа што со инвертер климите, меѓутоа кога беше поевтина струјата, плаќаа помалку. Најдобро минуваа они кои се греје на пар. Само за споредба ќе кажам, моментално, 1 кубик дрва е 3700 денари, за сечење се плаќа 250 денари, за цепење се плаќа 250 денари и за редење се плаќа 250 денари. А сега, еве, гледачите, бидејќи времето не ми е долго за да можам да коментирам, нека сами искоментираат што е поволно, дали е поволно да се грееме на струја или на дрва. Мислам дека со една реченица ќе кажам се. Угоре високо, од надолу длабоко. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам за вклучувањето. Веднаш одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Вака сега во врска со овие блок тарифите. А прво малку накратко би сакал да искоментирам во врска со цената на струјата во однос на нашето соседство. Релативна работа, значи во колку имаме повисоки примања, цените ќе бидат многу поевтини за нас. Но и тоа не е случај во нашата држава и затоа цената на струјата не е скапа. А втората работа која се однесува за блок тарифите, сметам дека таа блок тарифа треба да биде офатена во зимскиот и во летниот период. Има тука една мала замка, 420 киловати во скапата тарифа за период од 25 дена, како што е до сега отчитувањето на броилата. И некаде доваѓате во просек околу 16 до 17 киловати дневно дека трошите. Се до сега по новото мерење треба да биде на 30 дена најмалку или 35, што не ми беше јасно што мисли Беслимовски. Тука веќе одите негде над 500 киловата во месец. И автоматски припаѓате во друга категорија во врска со цената. Тука таа работа треба да се малку избалансират, па да видиме кој троше многу, да се плати повише, кој троше помалку, да се плати помалку. И ќе биде неправедно да не кажеме, по поголемите градови имате места кои што се грејат на струја, па дали термопечка, дали инвертер, клими, тие испод 700 киловата на месецот не може да поминат. Значи, казите се во секој случај, во однос на тие што имате во парно греје. Благодарам што ги искористивте вашите 90 секунди. Ова беше и последниот гледач, а сега одиме со резултатите од Инстаграм анкетата, која што гласаше дали сте корисник на владени субвенции. Со 14% одговорија со да, а 86% одговорија со не. Тука ве поздравувам и овде е крајот на Црвена линија. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија. Информирайте се на telma.com.mk, а ние повторно сме заедно утре во стандардниот термин за Црвена линија. Довидување.